Се повеќе опаѓа бројот на вакцинирани деца од предучилишна возраст, а следствено на тоа и на учениците, алармираат надлежните од детскиот диспансер при Здравствен дом Куманово. Лекарите посочуваат дека вакцинацијата е најдобриот начин да се заштитиме од една болест и да го зголемиме имунитетот на децата, а со тоа и колективниот имунитет односно на целокупното население. Според надлежните, децата од предучилишна возраст најмалку се вакцинираат со вакцината против морбили, заушки и рубеола. Се некако се наидува на послаб одзив. Не знам во што е проблемот, дали во таа дезинформираност, дали веќе сега во последно време и тренд на иселување на младите од државата, па со тоа се намалува и бројот на вакцинирани деца. Сакам да истакнам дека тука особено значење има вакцинирањето со МРП вакцина и затоа таа вакцина како злогласена, значи родителите немаат доволно информација, значи на вакцината која што ние овде ја даваме и што се дистрибуира во Република Македонија е сосема безбедна вакцина, значи родителите треба да бидат самоуверени, да веруваат во здравствениот систем и во нас овде лекарите, во медицинскиот персонал кој што навистина се труди и се залага за да имаме поголем број на вакцинирани. Оние што си ги вакцинираат редовно децата, си доаѓаат, си ги вакцинираат. Сега тие што не ги вакцинираат, не размислуваат за проблемите кои што можат да доведат до болестите кои што се баш ги предизвикуваат тие, вакцините кои што се даваат против тие болести и заради тоа некако мислам дека здравственото просветување ни е малку на пониско ниво со тоа што треба да се организираат некои трибини, да се организираат предавања, едукации, дали во училишта, дали во здравствените установи. Значи, тука е тој проблем за невакцинирање. За жал, еве кај нас МРП вакцинацијата процентот е најнизок во Македонија, значи некаде испод 50%, што загрижува. Со тоа е паднат и колективниот имунитет. Ние, значи, имавме 2019 година епидемија на морбили, со тоа што многу дечиња беа извакцинирани и како резултат на тој голем број на вакцинирани деца, кога значи имаше опфат, се покажа дека во тој голем број на вакцинирани деца воопшто никој од родителите не пријави некоја несакана реакција. Последниот период се поголем број на деца заболуваат од варичела, за која вакцина постои, но се уште не е вметната во редовниот календар за имунизација, велат надлежните од детскиот диспансер. Ја имаме во Македонија, меѓутоа се користи само по индикација. Значи некои кои што сакаат да се вакцинираат, она е само иницијативно или пак имаат препорака на повисоки дистанци, терцијерна здравствена заштита или така. Значи ја има вакцината, додека кај нас не. За жал сега се шири низ градинките, имаме доста дечиња кои што доаѓаат, значи кои што имаат некои прележано варичела, некои од братчиња, сестричиња и они сега се со варичела, им одложуваме за 2 месеци, 3, зависи како секој индивидуално и со тоа ги очекуваме, нели, за да си ја продолжат редовно имунизацијата. Детето што е заразено со варичела има прележано, значи постои траен имунитет и со тоа е комплетно заштитено за наредниот период од животот. Надлежните од Здравствен дом Куманово ги повикуваат родителите да ги вакцинираат редовно своите деца за да ги заштитат од болестите.